професорот Игор Јанев. Разговараме за договорот од Преспа, кој него почитува и какви последици може да има по Македонија. Професоре, вашата колумна во која коментирате договорот од Преспа предизвика многу внимание. Велите дека договорот не може да се ревидира или да се промени, туку може да се раскине. На што конкретно мислите? Видите, овака, според последниот член на тој договор, всушност ние имаме ситуација која ние не можеме да промениме, ниту предвидено е да може да се тој преговара или да се направи некој нов договор. Значи, тоа е една трајна тамо одредница со која нашиот идентитет, тако што е модифициран, е трајно изменет. Значи, тука ние не можеме да правиме ништо, можеме да се обидиме да нешто сториме прекоставниот суд, меѓутоа тука се исто така мали шанси да добиме слични пресуди како и порано во нашиот уставен суд. Или да доносиме декларација со просто мнозинство евентуално во собранието, доколку се работи за правна глупост, но тука ги најдеме на големи отпори од страна на албанските партии, опозиција, така да сето тоа е всушност е потребно. И кога имаме еден таков договор со кој се кршат јус конгрес, императивните норми, највисоки норми на меѓународното право, со кој не е дозволено една нација да се национално оспорува, не е дозволено, значи, да се крши принципот на самоопределување, принципот на самоидентификација, значи тие се работи кои се гарантирани со членот 1 од Повелбата на Обединетите нации и се влегли во сите документи на Обединетите нации со кои се третираат основните колективни човекови права. Значи, кога се работи за кршење на основните колективни човекови права, значи никој на некој не може да му оспори идентитет или никој на некој не може да му одземе или намети идентитет, исто така не може да се врши асимилација, национална асимилација, културна асимилација. Не сме исто така од друга страна ниту да се негира било каков национален идентитет на некој кој има представа за својот идентитет, така што е. Вака, конкретно велите дека е нелегален бидејќи однапред е воспоставен државен идентитет заради политичка цел, така? На тоа мислите? Заради одредени политички цели и со тој идентитет се менуваат сите национални категории. Не се работи само за промена на националното име или државното име, туку се менува самиот идентитет. Со промена на идентитетот тука се навлеза веќе во сфера на културен геноцид, етноцид, и тие се видови на геноцид што мора да се отклонат со тоа што ќе таков договор треба да се раскине. Значи тој договор всушност може да се раскине доколку е во колизија со императивната правна норма според член 53 од Виенската конвенција за договорот од право од 1969 година. Грчките власти викаат дека токму овој договор не може едностранно да се раскине, ниту пак да се поништи. Дали е тоа точно? Тоа не е точно, бидејќи договорот според член 53 од Конвенцијата за договорот од право 1969 година е раскинлив во случај кога е спротивен на јус конгрес нормата, односно кога е договор од геноциден карактер, културоциден, етноциден, значи сите тие геноцидни договори или апсолутно нелегални договори се раскинливи договори. Меѓутоа грците не го гледат како геноциден договор. Тие го гледат како една нормална спогодба која нема ништо неправно во себе си. И во тој контекст тие зборуваат дека тој договор како тако не е раскинет. Меѓутоа, доколку договорот флагрантно го крши принципот на културниот суверенитет, како што е случај со нашиот договор со грците, тогаш како се зове таков договор еднострано може да се раскине од наша страна, практично писмо до друга страна за раскинување на договорот. Така, а она што е изненадување што грчките власти веќе отворено почнуваат да ја споменуваат можноста повторно да се оди на суд. Кажете ми, имала ли шанса Македонија повторно да ја добие Грција на суд? Па тие се закануваат и порано имаше такви закани кои слушавме од грчкиот амбасадор во Македонија дека доколку ние го кршиме договорот, ние ќе одиме на суд и така натаму. Тие воопшто нема намера да одат после она пресудата што е изгубена од страна на Грција, немаат воопшто никаква намера да одат на суд. Така, се работи според мој мислење за празни зборови, за обид да се исплаши наша страна со судот и така натаму, тама не може на суд ништо да се направи, бидејќи договор што е раскинат по основа на член 53 или на член 64, тоа се јус конгрес норми во развојот или јус конгрес норми кои се во генез, како во нашиот случај. Тогаш судот нема тука никаква юрисдикција и не може ништо да направи. Значи, едноставно со една нота, дипломатска нота, повикувајќи се на
член 53 од Виенската и член 64 од Виенската конвенција за договорното право, ние може да раскинеме договорот кој за наше премарак, според наше видување е нелегален бидејќи и геноциден, културоциден. Значи се врши културен геноцид. Се оспорува право на суверенен културен идентитет. Тоа право кога е оспорено, ние можеме да вршиме такви постапки со раскид на ноти. Кажете ми според вас, кој не го почитува доволно договорот од Грција до сега, Македонија или Грција? Па за мене всушност е небитно кој не почитува еден нелегален договор. Кога се работи за еден нелегален договор, сосема е нерелевантно дали Грција не го почитувала, всушност тоа е таа која не го почитува, бидејќи не завршила работите врзани за ратификацијата на протоколите. Меѓутоа и на други места всушност не ги почитува врските кои се таму поставени. Меѓутоа се работи за еден договор што всушност колку е тој нелегален и кој се флагрантно крши колективното право на национален идентитет. Таков договор за мене е небитно дали Грција го крши или крши Македонија, бидејќи кршење на нелегален договор не произведува никакви последици. Но сепак, знаете, колку и да е небитно, досега единствено Македонија го спроведува договорот од Преспа. Значи и она што е предвидено со договорот и тоа што е предвидено откако ќе започне со отварањето на поглавијата. Значи ние документите за внатрешна употреба ги сменивме пред да почнеме било какво поглавје да отвараме со Европската унија, тоа не е предвидено со договорот. А Грција, да речеме, нема испочитувано буквално ништо. Значи нема ни обични патокази сменето. Не се подпише, не се донесени меморандумите во нивниот парламент. Така е, значи тие се всушност одесуваат исто како со време на споговор. Ние мора да ратификуваме све што се стави на маса. Оние друга страна не ратификува ниту времената спогодба. Сега нема ни ово да ратификуваат, неколку пати повторија изричното дека нема ништо тие протоколи да ратификуваат. И пора исто така испратија разни закарувачки ноти до македонска влада или до председателство во врска со тоа што председателот отвоено збори за Македонија, значи отворено нарекува својата држава Македонија, што е флагрантно кршење на Преспанската спогодба, бидејќи според Преспанската спогодба деноминаторот е задолжителен, деноминаторот Северна е задолжителен. Со тој деноминатор се искажува јасна дефиниција според која ние не сме Македонија. Само тие се Македонија, ние не сме Македонија. Само тие се македонци, ние не сме македонци. Значи тука има еден Реално договорот предвидува два вида македонци, различно поимање на терминот македонци. Она што е за нив термин македонец и она што е за нас термин македонец и македонски. Да, но овде се работи за оно што е во меѓународна употреба ерга омнес и тој дел што е ерга омнес всушност поставува лимитации во Обединетите нации, се што е македонско по автоматизам, значи на тој меѓународен план сега зборуваме за Обединетите нации, се што е македонско е всушност грчко. Бидејќи ние кога правиме обиди било што да правиме, било каков документ или да се изразуваме, сами компјутер во Обединетите нации според Македонија менува во Нов Македонија. Значи ние имаме правно ограничување со кој признавме дека ние всушност не сме македонци, бидејќи ако сме биле македонци, зашто би имале модификатор на идентитетот. И модификатор на идентитетот всушност зборува дека ние ниту сме биле, ниту сега сме македонци, туку всушност имаме така тој модификатор, ID modifier се вика во Обединетите нации и грците го викаат. ID modifier е нелегален затоа што никој не сме на тук идентитетот да му модифицира. Сите идентитетски договори се нелегални. Идентитетскиот договор со Бугарија, исто како и идентитетскиот договор со Грција е нелегален. Сите тие договори се нелегални и во тој контекст мене воопшто не ме занима лично дали како се зове Македонија испочитувала или не испочитувала некако си нелегален договор кој од геноцид на природата. Тоа е значи тој договор се врши културен геноцид. Ти ставаш како се зове деноминатор Северна пред идентитетот за да кажеш дека овие не се македонци. Добро, ако тоа така, значи ние имаме работа со културоцидна спогодба, односно идентитетски договор кој мора да се раскине. Ако не може да се поништи,
по нормален пат, тој се раскинува со дипломатска нота на сличен начин како Георги Димитров што му раскина на Тито Блецкиот договор 49 година. Зошто толку нервоза имаше кај Грција кога председателката Стилјановска на свечената заклетва не го кажа тој збор Северна? Па, ставата Селјановска, која е иначе професорка по уставно право век и половина век, 5 децении, значи она знае дека тоа е индивидуално право да она изразува својот национален идентитет како таа сака. Значи мисли професорка, тоа ги учи студентите ако не знаат дека има такво право, паѓаат на испит. Сега она сама знае дека тоа е индивидуално право. Од друга страна, тоа не е само индивидуално право на председател или премиер или на некој министер, туку тоа е право кое се однесува на целиот народ. Сите ние, јас и ви, и било кој од нас има тоа исто право и тоа наше колективно право како народ ние да се наречеме како сакаме. И сега она, бидејќи не е завлегнал во тој, да кажеме, анализа на колективните права, може би се ограничува само на своето индивидуално право, кое е стандартен сет на уставни права. Значи, она има право, лично право, индивидуално право да се нарече Македонка, да својата држава ја нарече Македонија. Меѓутоа, од друга страна, со тоа се крши, како што грците рекоа, флагрантно се крши Преспанскиот договор, затоа што е задолжителен модификатор на идентитетот. И се додека не се раскине тој договор, ова нема точно тоа право. Сега она може да го раскине, меѓутоа мора да се повика на императивната правна норма која е повисока од нормите содржани во еден договор кој е подпишан и напишан како што е напишан со диспозитивни клаузули. Значи професорката Стилјановска и председателката свесно ова го направи, значи не беше никаков лапсус, знаејќи што прави. Знаејќи што прави, да, таа свесно го направи, таа се знае дека тоа потпаѓа под индивидуални гарантирани човекови права и поради тоа она на некој начин се огледа во своето размислување дека всушност тоа индивидуално право кое она неприкосновено го поседува е во колизија со одредбата во Преспанскиот, според која мора задолжително да го користи секој пат во сите ситуации деноминатор Северна пред идентитетот Македонија. Така, кажете ми вака според вас, кој е поштетен договор за Македонија? Овој со Преспанскиот или договорот со Бугарија? Па јас, од моја гледна точка, гледам дека е поштетен всушност овој Преспанскиот, бидејќи тој бара Македонија по радикални чекори за раскинување. Бугарскиот договор според последниот член може да се откаже, така што отказен рок е една година. Тој престанува да важи. И секоја страна може да го откаже во кој било момент, доколку смета дека е штетен, нелегален или било што противен на суверените интереси и така натаму. Значи тоа е да кажеме, меѓутоа еден и друг договор делуваат во ист правец. Значи едниот го ништи идентитетот, а другиот калеми својот идентитет како нашиот идентитет. Представува бугарскиот идентитет како македонскиот всушност ги асимилира македонски. Едниот е значи анихилаторски договор со кој се врши национална анихилација, тој е Преспанскиот, а другиот е на поништен идентитетот го вкрадува својот идентитет и всушност врши асимилација. Тоа е тој процес на бугаризација. Така, кога сме кај договорот со Бугарија, еден од проблемите е на тој договор што е тој вметнат во преговарачката рамка за преговори на Македонија со Европската унија. Во случајот со Србија видовме дека преговарачката рамка сепак може да се промени и таму се вметна прашањето со Косово, додека европските челници не убедуваат нас дека преговарачката рамка за Македонија не може да се промени, дека тоа е завршена работа. Кажете ми нешто околу тоа. Па јас неколку пати имав прашање од новинарите и од луѓе од академска фела, мислам за ово проблем што се направи со францускиот предлог и мислам дека бидејќи тука се работи исто така за еден идентитетски договор и јас се на некој начин водам според правилото сите идентитетски договори се нелегални, доколку ние не можеме да издржиме овој притисок за бугаризација кој се наметно промени на устав, правење како се зове од македонски јазик, бугарски дијалект и така натаму. Од македонски да стане бугарски дијалект, ние за тоа после да известиме Обединетите нации дека всушност во сите времења и сега и во минатото ние имавме всушност бугарски дијалект.
Доколку не може да издржаме такви работи, јасно се раскинување и на бугарски договор. Отворено да кажем, затоа што тој договор, ако се откаже, од тога ќе се спасиме таа рамката, веќе рамката ќе изгуби правна смисла, бидејќи основата на таа рамка е бугарски договор. Ако се откаже договорот, ако веќе нема да постои по година дена, мислим дека тој проблем сам себе ќе мора таа рамка да се менува. Значи да заклучиме, вие се залагате, значи и настојувате да се раскинат двата договори, тој со Грција и тој со Бугарија. И едниот и другиот идентитетските договори се секој пат нелегални, таков договор секој пат наметнува некој другиот кој е по националност, што е он национално. Например, сега за пример Србија да ги услови црногорците да влезат во Обединетите нации како Западна Србија, па од таму името на државата и тие да бидат срби. Значи тоа нема да може да се случи во Црна Гора. Така, затоа се вели дека со овие договори се отвори Пандорината кутија, знаете, сега веќе секој на секого како што ќе напредува во Европската унија може да му поставува вакви услови. Да, секој на секого поставува вакви услови. Сега, например, Европа работи на тоа што е грешно во целата таа Путинова, да кажеме, доктрина и доаѓа до исти, да кажеме, формулации за културен геноцид, бидејќи тој сака цела украинска култура да ја русизира. Значи да направи една доктрина според која целиот украински народ е суштно базиран на руска култура. Со тоа како се зове правење, ови веќе имаат, да кажемо, видено еден аспект од културен геноцид и јас неколку пати отворено кажав дека ниту русите можат на украинците да наметнат дека тие се руси и дека нивната основна култура е руска и дека цела руската култура потекнува од Украина и така натаму, ниту може некој народ на некој друг народ по било која основа да му каже ти не си рус, ти си украинец, или ти не си македонец, ти си србин, или ти не си македонец, ти си бугарин. Значи сите тие етноцидни, да кажеме, или културоцидни, да кажеме, елементи мора секој пат да бидат отфрлени. Тие се најнелегални работи што може да постои. Така, и за крај да ве прашам за уште едно прашање која предизвика многу внимание во регионот, тоа е гласањето за резолуцијата за геноцид во Сребреница. Кажете ми, како е можно гласање со 84 гласа за, 68 воздржани, 19 против и 22 не гласале да биде важечка? Според правилата на Обединетите нации, ако ги читаме, тоа е така, бидејќи кога се гласа за овие општи работи, и овие други политички работи, значи правилото во Генералното собрание е гласање од присутните во сала на Обединетите. Да, ама тоа во ниеден национален парламент не би поминало, значи, вакво гласање. Тоа е теорија на Вучич и на србите, јас не се согласувам, значи ние имаме јасни правила во Обединетите нации. Доколку ние, например, скинеме Преспанскиот договор, ќе се отвори прашање во Обединетите нации дали да се врати ПРМ. Сега како се зове, доколку тоа се стави на гласање, дали ние можеме да продолжиме членство во Обединетите нации, исто така ќе се гласа со процентот од мнозинство од присутните сала, од присутни кои гласаат. Значи тие што не се присутни, тие се веднаш елиминираат. Они што се присутни се делат на тие што се воздржани, на тие што гласале за и на тие што гласале против. Ако ние имаме 80 членки во сала моментално и нас ќе ни треба 41 членка да биде за, 39 на страна на Грција да биде против продолжување членство под Република Македонија, например. Така. И за крај да ве прашам, дали оваа резолуција значи ќе отвори пат за поставување на барање за нови резолуции, наречеме, не знам, за геноцид на евреите, за Јасеновац што правила нацистичката НДХ, значи ќе се отвори ли повторно Пандорината кутија за гласање на нови резолуции? Секој може да поставува таму прашања какви сака во Генералното собрание, мислам. Тука имало и порано разни инициативи. Прашање дали тоа ќе помине на Генералното собрание, иначе оваа резолуција што беше за Сребреница, она имаше подлога во одлуката на Меѓународниот суд според која србите извршија геноцид. За тоа се работи. Ние, например, ако се повикаме, ние продолжуваме членство во Обединетите нации како Република Македонија, ние ќе се повикаме на судското мислење од 48 година, според која дополнителни услови пред една држава не сме се поставуват. Значи ние имаме судскиот став и врз база на судскиот став, иначе ако не имаме ние судскиот став,
Тогаш како се зове ситуација со продолжување името под Република Македонија има послаби шанси. Ова српска, да кажеме, за Сребреница имаше став не само во пресудата на Меѓународниот суд за правда, туку и во пресудите на Трибуналот за погранична Југославија. Полагајќи од тие факти дека тоа веќе е правно решена работа, дека тоа е како се зове геноцидот што е направен, значи тука не е веќе спорно дали е направен. Суд кажал дека геноцидот е направен таму во Сребреница. Тука веќе е сега добра волја дали тој ќе седи во сала, ќе се во сала и абстинира за да не се наведе Србија или нешто друго. Меѓутоа и така има наше случај. Ние имаме судското мишљење 48 година според кој не сме дополнително да се поставува. Таа одлука на судот, ако се примени во наша полза, сигурно и кај нас ќе биде повеќе земји што ќе гласа од тие 50 земји ќе гласа 26, на наша страна 24 ќе бидат овие грчки сојузници кои ќе гласат против, да кажеме, продолжување членство. А ако биде ситуација полоша, може само БРМ да ни стават, по-добра дата да става. Сигурно тоа не би го сакале. Ама тоа не би го сакале и тоа треба да иде на Совет за безбедност, таму секој пат се што предложи Америка е против вето става Русија. Од друга страна, се што предложи Русија става, значи села таа работа бивши прокурор во Совет за безбедност води на Генерално собрание. На Генерално собрание како колку ќе ти даде. Ако ти даде, ако ги убедиш тие со разни лобисти, може да земеш тие американски експерти, да ги убедиш тие земји, затоа Вучич се седе американска адвокација да се покрај него таму. И тоа како се зове ќе убеди тие земји дека тоа е штетно за цела меѓународна заедница, таква резолуција. Ме ги убеди 100 земји, не убеди повеќе. Сите тие другите гласат за резолуцијата. Така. Професор Јанев, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу среќа во кариерата. Фала.